Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите во следните 50 на минути. Терористичкиот напад во Париз, во кој загинаа над 120 лица, а повредени беа над 300, ја одбележи изминатата седмица и го сврта вниманието на светската јавност кон два клучни проблеми: проблемот со тероризмот, заканата терористички напади и проблемот со бегалците. Нападите кои отворија темата околу безбедноста на земјите во Европската унија наметнаа потреба од строга контрола на влезот на лица во Европската унија и строга селекција на мигрантите. Од вчера македонските власти започнаа со пропуштање единствено на бегалците од кризните подрачја Сирија, Ирак и Авганистан, а враќање на сите оние економски мигранти, лица кои доаѓаат од територии од подрачја кои што не се зафатени со воени конфликти. На јужната граница поставена е жичена ограда. Утринава бројот на лица кои се задржани на преминот без дозвола за транзит достигнал и над 1000. Дел од нив протестираат против одлуката на македонските власти да не им дозволат транзит низ македонската територија до западноевропските земји преку блокади поставени на железничката пруга. Мерките кои ги презема Македонија се усогласени на европско и на регионално ниво. Со нив е утврдено, како што вчера потврди заменикот министер за внатрешни работи Митко Чавков, да се пропуштаат дневно само 3000 лица, останатите да бидат задржувани на границата, а и оние кои ќе бидат пропуштани да бидат единствено бегалци од воените кризните подрачја, а не и економски мигранти, како што тоа се правеше досега. Итна мини турнеја на Балканот по повод бегалската криза веќе најави и првиот човек на Европскиот совет Доналд Туск. И додека светските лидери се занимаваат со прашањата на безбедноста, прашањата на миграцијата, дел од македонските политичари се уште се фокусирани на исклучително локални теми. Новиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера ја одржа својата прва официјална средба, избра тоа да биде со градоначалникот на Центар Андреј Жарновски, со кого дискутирале околу прашањата за пишувањето на сообраќајни казни. Истовремено афери го тресат и Министерството за труд и социјална политика, каде исто така е поставен министер од редовите на СДСМ Фросина Ременски, која преку службен имейл ги информирала сите вработени, сите поплаки и прашања од граѓаните да бидат доставувани до лице вработено во ангажирано од Социјалдемократскиот сојуз Мила Царовска, кој што се уште не е вработено во Министерството за труд и социјална политика. Бројни граѓани изразија загриженост од ваквата одлука на новата министерка и стравување дека на ваков начин партијата ќе може да ги злоупотреби нивните лични податоци. Во меѓувреме владачката партија пак започна со собирање на идеи за предизборната програма. Ја размрдавме сцената и по долги децении го поставивме граѓанинот онаму каде што заслужува на врвот на пиедесталот, таму ќе остане за секогаш. Успеавме со реализирање на над 3000 проекти да решиме барем еден проблем на секој граѓанин, без разлика на националноста, верата, религијата, припадноста на политичка партија, без разлика дали гласал за нас или воопшто не гласал, рече Груевски, кој побара од граѓаните да бидат дел од програмата на ВМРО-ДПМН за парламентарните избори 2016-2020. На ова, но и на многу други актуелни политички теми, денеска во Пулт ќе разговарам со пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Владко Ѓорчев. Ќе го прашам и за вчерашната посета на Брисел заедно со генералниот секретар на владачката партија, каде партијата доби силна поддршка за претстојните парламентарни избори од Европската народна партија. Тоа е најголемата партија на европско ниво. Тие се сретнаа со првиот човек на ова партија, Жозеф Дол, кој порачал дека европските пратеници, најбројната пратеничка група во Европскиот парламент ќе застане зад владеачката партија. Со Ѓорчев ќе разговараме и околу тековните преговори, сега наред се медиумите, што се досега беше договорено за излез од политичката криза. Интересно е што вчера беше објавена и анкета од Американскиот републикански институт ИРИ, која покажа дека расте поддршката за премиерот Никола Груевски, односно расте бројот на граѓани кои сметаат дека Груевски треба да биде реизбран на парламентарните избори во април. Ова ќе биде една од темите. Дополнително актуелна тема, бидејќи денеска се очекува ИРИ да им ги презентира резултатите од истражувањето на јавното мислење на партиите, односно да им посочи каков е нивниот рейтинг според нивното последно истражување, споредено со нивната предпоследна анкета спроведена во јуни оваа година, каде што се покажа дека владачката ВМРО-ДПМН има двојно повеќе
повисок рейтинг од СДСМ, премиерот Груевски и лидер на ВМРО ДПМН има 2,5 пати повисок рейтинг од неговиот опонент, политички опонент, лидер на опозицијата Зоран Заев. Едно од прашањата кое што денеска ќе го отвориме е прашањето за федерализацијата, односно најавата за одржување на декембриска конференција во Скопје, на која треба да се разгледува предлогот на Питер Фейт околу воведувањето на задолжителен албански јазик, односно воведување на албанскиот јазик како втор службен јазик во Република Македонија, што за тоа размислува мојот соговорник, ќе видиме во продолжение на оваа емисија. Останете на брановите на Радио Слободна Македонија, слушате Пулт, јас сум Славица Арсова. Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мој денешен соговорник, пратеникот Владко Ѓорчев, функционер во владеачката ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата, поздрав до вас и поздрав до сите ваши гледачи. Ѓорчев, синоќа доцна се вративте од вашата посета на Брисел заедно со генералниот секретар на партијата. Добивте поддршка од Европската народна партија, која е најголема политичка партија во Европа за предстојните парламентарни избори. Поддршка за ВМРО ДПМН. Што тоа значи и колкаво е значењето на поддршката од европратениците за една партија во Република Македонија? Па мислам дека во Брисел дефинитивно се гледа која е состојбата во Македонија, тоа е дека имаме јасно изразена волја на граѓаните и дека треба да има тука избори и избори во кои што ВМРО ДПМН ќе победи. Значи тоа се повеќе и повеќе се гледа како на еден вид на исход или известност од сето она што случуваше во Македонија изминатава година. Значи, Европската народна партија е најголема политичка структура во Европа, 75 политички партии од 40 земји. Најголемиот дел од владите во земјите на Европската унија доаѓаат премиерите од Европската народна партија, така што во наредниот период ќе имаме повеќе нивни посети во Република Македонија. Ние ќе партиципираме во нивните активности. Исто така ќе имаме директно споделување на обуката за последните европски избори. Значи на последните европски избори имавме убедлива победа на Европската народна партија и во тој дел и во програмскиот дел, но исто така и во делот на кампања ќе имаме директно споделување наше на нивните искуства и она што го реков, значи тоа е дека во наредниот период ќе имаме нивни посети, пораки и еден вид на сестринска соработка, значи партии од десниот центар, партии со демохристијанска, народна и конзервативна ориентација, кои што заедно соработуваат. Говорејќи за меѓународна поддршка, вчера видовме на анкета на Републиканскиот институт, Американскиот републикански институт ИРИ, која покажа зголемување на поддршката за премиерот Никола Груевски, односно зголемување на процентот на граѓани кои бараат негов реизбор на априлските избори 2016. Што точно покажува всушност оваа анкета, особено после толку години ВМРО ДПМН е владеачка партија, повторно да имаме пораст во довербата на премиерот, како го толкувате тоа? Особено интересно што денеска се очекува и партиите да ги дознаат деталите околу нивните партиски рейтинзи, какви да бидат нивните очекувања за априлските избори, но она што досега го видовме како гледање на граѓаните кон општествените текови, како тоа може да се преведе, да кажеме, дали може да се очекува потврдување на рейтингот кој ИРИ го презентираше во јунската анкета? Она што дефинитивно може да се заклучи од анкетите на ИРИ, но и генералното расположение во Република Македонија тоа е дека граѓаните сакаат стабилност и известност. Граѓаните сакаат некој кој што може да ги реши економските проблеми, да го подобри животниот стандард, да донесе инвестиција, да отвори работни места. А Никола Груевски дефинитивно е оној кој што најдобро и најмногу тоа може да го испрача. СДСМ нема ништо, буквално ништо позитивно понудено. СДСМ и Зоран Заев немаат понудено ниту една фабрика, ниту едно ново работно место, ниту еден нов автопат, ниту едно реновирање, реконструирање или нешто што ќе има подобрување од локален карактер. Значи, тоа е отприлика вкупниот контекст во кој што се интерпретираат или толкуваат анкетите на ИРИ. Денес излегува исто така и податоците по партии. Значи, во податоците по партии имаме раст кај ВМРО ДПМН од 23 на 24%, така што соодносот за која партија би гласале сега е точно 2:1. ВМРО ДПМН е 24%, СДСМ 12%. Интересно е кај лидерите на политички партии, значи во
која личност од политиката имате најмногу доверба. Никола Груевски е на исто ниво како минатиот пат, значи 18%, со најголема поддршка. Зоран Заев е паднат од 7 на 5%, значи соодносот Груевски-Заев е 18:5. Понатаму е председателот, трете е председателот Иванов со 4% и под 1% се сите други. Единствено се појавува Шекеринска, нешто малце Црвенковски, Пендаровски и повеќе луѓе од владата. Значи соодносот помеѓу лидерот на ВМРО ДПМН и лидерот на СДСМ е 18:5. Тоа е првенствено затоа што Груевски е присутен на терен, ги чувствува проблемите на граѓаните и нуди решенија. Значи нуди решенија и Груевски е најсилен таму каде што е најважно за граѓаните. Економијата, стандардот, фабриките, инвестициите и слично. Значи од друга страна имаме тотално отсуство на било каква понуда од страна на СДСМ и не само отсуство на понуда, туку и кога нудат луѓето не им веруваат. Значи кога Груевски ќе каже во преговори сме завршни за отворање на една фабрика во југоисточниот дел на Македонија, луѓето знаат дека за година-две ќе има фабрика во Струмица. Кога Груевски ќе каже завршивме преговори за отворање на нова фабрика во Тетово, тоа и ќе се случи. Или кога Груевски го најави Johnson Controls во Штип, сега 1500 луѓе работат таму, и од Штип и од околните општини. Свети Николе, Кочани, Амфенол веќе работи, имаме повеќе стотици луѓе кои што работат. Кога Груевски пред 2 години кажа ќе отвориме фабрика во Велес, пред 1 година се потврди инвестицијата на Маркарт, се потпиша договорот, пред 1 месец фабриката се отвори и веќе има извоз. Значи, не само што СДСМ нема што да понуди, туку и кога нуди не им веруваат. А од друга страна имаме еден пристап и на Груевски и на целиот економски тим. Значи тука мислам и на вице-премиерите Пешевски, Ставрески, министрите за инвестиции и така натаму. Значи кога нешто ќе се каже, тоа и се испорачува. Така што граѓаните научија да препознаваат не само кој што ветува, туку не само што се ветува, туку и кој го ветува тоа. Значи дали има веродостојност во тоа што се ветува. Да, невообичаено е во, ева да кажеме, во едно долго предизборие кое ние го имаме, една агресивна, негативна кампања од опозицијата со која што беше соочена власта во изминатиот период, да има пад на рейтингот кај опозицијската партија и кај лидерот на опозицијата кој беше носител на целата таа кампања. Не само што има пад на рейтингот на опозицијата и клучните луѓе од опозицијата, туку има и пад во генералната доверба кон нив. Значи има пад во перцепцијата на активности на локално ниво. Например, сега бевме кај Ири, имаше едно прашање, значи која партија е најактивна во вашата микросредина, која партија најмногу се труди околу локалните проблеми, која е најактивна во вашето мало. И кај ВМРО ДПМН имаме една константа, тоа е некаде околу 27% од луѓето велат ВМРО ДПМН се најактивни, најмногу ги комуницираат пораките. Од друга страна кај СДСМ од јуни до сега, значи јуни како вчера да беше, од јуни до сега падот од 13 на 10%. Значи тие индикатори се влошуваат, се влошува вкупната оценка на СДСМ. Значи со оценка од 1 до 5 СДСМ и генерално опозиционите партии, НСДП, ДОМ и другите опозициони партии имаат генерален пат, имаме скок кај ВМРО ДПМН, имаме скок на поддршката кон председателот на државата Ѓорѓе Иванов, значи се гледаат некои структурни промени, значи луѓето се уморни од целата оваа неизвестност која што и се запржи на Република Македонија. Значи, тоа сакав да ве прашам. Значи, се тоа што и се приреди на Македонија, значи, изминативе неколку месеци, целата она тензија, пучеви, кокетирање со идеи кои што имаат потенцијал за крајно деструктивен исход, како федерализацијата спрема македонската држава, понатаму настаните во Куманово, кокетирањето со оние кои што сакаат да загрозат безбедноста на Македонија и така натаму, и граѓаните, значи, се оправдан, не само граѓаните, сите ние, значи, оправдано сме веќе
повеќе од заситени. Значи, луѓето ги интересираат конкретни работи, луѓето ги интересира економија, намалување на невработеноста, зголемување на платите, животен стандард, зголемување на пензии, значи поправање, асфалтирање на локална улица, менување на прозорите во некој училиште, нов покрив во училиштето, вадење на азбестни цевки, значи нормално нови работни места, нешто што во Македонија е приоритет. Буквално тоа ги интересира. И во тој дел уште еднаш, значи она што е најважно за граѓаните, све да само најмалку може да го испорача. А она што е најважно за граѓаните уште еднаш, значи целиот корпус на економски прашања, премиерот, владата и ВМРО ДПМН там имаат најсилни перформанси. Она што мене ме изненади од вчерашниот дел од анкетата, еве денеска ти ни соопшти најнови информации околу рейтинзите на партиите, беше тоа што во момент кога во државата меѓународната заедница го презема кормилото за решавање на политичката криза, имаме драстичен пад на поддршката за членство во Европската унија и најниска поддршка за членство во НАТО откако ИРИ врши анкетирање во Република Македонија. Ставот на ВМРО ДПМН е многу јасен во тој дел, значи ние секојдневно работиме на приближување на Македонија кон Европската унија и НАТО. Значи ВМРО ДПМН е за членство на Македонија во Европската унија и НАТО и во тој дел работиме на дневно исполнување на оние вредности на Европската унија и НАТО. Например, вчера кога бе во Брисел, кога имавме заедно со генералниот секретар Димитриев, кога имавме средби со повеќе луѓе од Европската народна партија, велат ви имате на вистина одлични економски перформанси. Значи во време кога во огромен број на земји, особено во Јужна Европа. Значи тука зборуваме за земји како Италија, Грција, Португалија и други, каде што имаме рапиден скок на невработеноста, вели вие ја намалувате невработеноста. Има големи инвестиции во инфраструктурата, веќе имате мал долг. Значи Македонија има долг од 45% од БДП, некои други земји имаат по 100%, 120%, 150%, значи повеќе од двојно се задолжени од Република Македонија. Така што тие економски перформанси на Македонија се забележуваат. Исто така добивме и честитки за листата на Doing Business. Значи, велат, Македонија е 6-та според олеснетоста на водење на бизнис. Тоа значи отворање на нови работни места. Значи, не е тоа само обична листа која служи Македонија да биде добро позиционирана, туку таа листа, секоја една компанија која што сака да отвори нова фабрика, да расте, да инвестира, една од првите работи што ќе ги направи, ќе земат листата на Doing Business и ќе анализираат и ќе видат кој е на кое место и одат во оние земји кои што се најатрактивни. Значи на таа листа Македонија е 12-та на светот, а бевме 96-ти, односно 6-та во Европа. Така што економската компетитивност на Македонија се гледа, се препознава, далеко од тоа дека ние немаме економски проблеми, напротив имаме многу економски проблеми, имаме плати кои што треба да растат, имаме невработеност што треба да се намалува, имаме проблеми кои што реално и секојдневно ги тиштат огромен процент на семејства во Република Македонија. Но она што е важно, тоа е насоката во која што се движиме е генерално добра. Добра и позитивна и не треба да ризикуваме со намалување на мнозинството во парламентот, да имаме нестабилна влада, да имаме уцени и едноставно овој силен економски мотор во Македонија кој што проработи и работи да трокира со уцени, со нови политички кризи, со ситуации како Куманово и слично. Значи треба да имаме јасен мандат, поддршка за Груевски, поддршка за владата, јасна ситуација во парламентот и на тој начин во Македонија ќе се решаваат проблемите и ќе оди на подобро. А се друго е авантуризам, ризик и проблеми кои што не може да се ги дозволиме и не треба да се ги дозволиме. Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Се враќаме во Пулт на Радио Слободна Македонија и разговарам со пратеникот Владко Ѓурчев. Ѓурчев, каков е ризикот повторно да дојде до обструкции на политичкиот договор и бегство од избори со оглед нови рейтинзи за кои денеска говорев?
Сигурно дека постои таков ризик, затоа што СДСМ кога ги прави пресметките гледа дека едноставно не може да го добие тоа што го посакува. Значи, но СДСМ мора да разбере, да констатира, да се помири со тоа дека не може Зоран Заев со 5% рейтинг да биде премиер или да ги води политичките процеси во Македонија. Така што мислам дека тоа се повеќе се разбира не само во Македонија, туку и на други места, и надвор од Македонија, и во Брисел, а тоа е дека СДСМ го доби тоа што го бараше, влезе во владата и треба да има избори кои што сите ќе треба да ги признаат, верификуваат и после тоа државата да продолжи понатаму. Значи, не сме и не треба да се доведе ситуацијата во една состојба на перманентна, хронична криза. Значи, перманентна и хронична криза не е добра за општеството, не е добра за граѓаните, не е добра за економијата, за предпријатијата, за платите, за инвестициите, а од друга страна имаме, значи, два концепта. Еден концепт на ВМРО ДПМН, на владата на Груевски, кој што вели да ја завршиме кризата, да имаме едноставно еден излез од целата оваа ситуација, од друга страна имаме една платформа на СДСМ и Заев кои што само сакаат да зборуваат за ова, само сакаат државата да биде во една континуирана, уште еднаш ќе речам, хронична криза, но таа криза не е добра за општеството. И луѓето нормално си се заситени. Луѓето се интересираат за она што зборувавме пред малку, во најголем дел, значи, за економија и животен стандард. Во таа насока е и она што го започнавте, собирањето на идеи за предизборната програма. Од вчера карванот почна од Скопје. Како ќе се одвива тој процес и каков е одзивот од граѓаните еве уште на првите 2 дена? Па имаме 4 тима кои што ќе одат низ цела Македонија, значи кои што ќе одат по општините, по внатрешноста, Источна Македонија, Западна Македонија, Јужна Македонија, Скопје, скопските општини, значи и каде што ќе ги слушаме граѓаните. Значи, колку што имаме работи да им ги соопштиме на граѓаните и да им кажеме тоа и тоа го направивме или тоа и тоа сакаме да го направиме, уште повеќе треба и да слушаме. Значи, треба да се слушаат луѓето, треба да се има контакт со нив и не за џабе и премиерот, но исто така и пратениците, другите луѓе кои што се повидливи, значи одат и ги слушаат луѓето. Мора да се слуша народот. Мора да се слуша народот, значи кога ќе друго е кога ќе се појде во некоја општина, во некое мало, во некое село, луѓето ќе речат имаме таков проблем, па веднаш ќе се јавиш телефонски, ќе пробаш да реагираш, ако не може веднаш да се реши, тогаш тоа да влезе во програма за, односно во буџет за следната година, така што и луѓето тоа го вреднуваат. Значи се случуваат работи кои што наназад 20-30 години не биле санирани. Например, еве да ги земеме патиштата во Источна Македонија. Значи патиштата во Источна Македонија со години и децени не беа буквално не беа пипнати. Значи имавме ситуација Радови Струница да биде коцка која што е од 50 и некоја година. Сега таму е асфалт, сега е тоа модерен пат. Вчера Ставрески подпиша договор за експресен пат Штип Радовиш. Ке имаме експресен пат исто така за Источна Македонија од Три Чешми до Кочани. Следната година ќе се реконструира оној пат кој што е од Кочани во правец на Македонска Каменица. Веќе се завршени 9 километри од најоштетениот дел од Берово кон Виница. Веќе го имаме реконструирано патот од Страцин до Кратово и од Кратово до Пробиштип. Она што следува сега е од Кратово до Крупиште. Значи, наоштетените делови, тој онај дел кај Пишица, Неокази и другите места. Пробивме нов пат од Пробиштип кон Свети Николе. Трасата на новиот автопат од Скопје за Источна Македонија скоро е пробиена, таму има уште многу работа. Огромна градежна оператива е ангажирана и да ви кажам, убаво е кога ќе се види. Значи, огромна градежна оператива, инвестиции, булдожери, камиони, се гледа дека Македонија се гради. А особено веќе се реконструира и главната магистрала во Источна Македонија. Значи, тоа е потезот од Велес преку Каратманово, Лозово до Овче поле. Значи, предходно
претходно сите влади на СДСМ, сите премиери на СДСМ, значи независно дали Црвенковски, Бучковски, Хари, Костов, така натаму, нема 1 метар. Одговорно тврдам, значи тоа го знае јавност. 1 метар асфалт во Источна Македонија нема ставен. 1 метар. Значи, имавме патишта кои што беа изградени во 60-ти години, во 70-ти години, во 82-3. 82-3 година, тоа било пред 33 години. И не било реконструирано. Еве сега имаме целосно асфалтирање на патот од Скопје до Велес, кој што го користи цела Македонија, значи оние луѓе кои што одат за Прилеп, за Битола, нели после тоа вртат десно кај градско. Сега веќе се реконструираше и патот од Велес за Скопје. Значи единствено треба да се доврши мостот кај Катланово, но сето друго е реконструирано, нов асфалт, нема веќе дупки, ќе се работи следнава година на оној дел од Куманово, исто така до Скопје, цела низа на локални патишта, значи да не ги набројувам, се гради автопатот за Западна Македонија, односно оној дел од Кичево до Охрид и така натаму. Значи, имаме еден сериозен инвестицијски циклус во Македонија. И да се вратам значи, на пишувањето на програмата, сакаме да ги чуеме луѓето, што е нивна најголема потреба, да покажеме емпатија, да покажеме разбирање, да не одиме во некоја вообразеност во која што би рекле ги решивме сите проблеми сега како што треба, ние живееме како во Норвешка. Не живееме далеку, Македонија и понатаму земја и општество со многу проблеми, но да се бориме за секој работно место, за секој проблем, да им покажеме на луѓето дека се грижиме и на вистина се грижиме. Значи, во една ситуација каде што Европа се тресе. Пред 2 години не се знаеш еврото дали ќе преживее. Составници до 2, 3, 4 са бајле. Значи зборуваме составници на Меркел, на Оланд, пред тоа Саркози, Баросо. Значи една обремената ситуација, рецесија во Грција, рецесија во Србија, рецесија во Бугарија, се намалуваат плати и пензии во Романија. Во таква ситуација Македонија зголемува плати, зголемува пензии и влегува во инвестицијски циклус, отвара фабрики. Значи тоа е еден многу важен контраст. И тоа е благодарение на темелна и секојдневна работа на многу луѓе. За крај ќе отворам уште една тема која што во изминатиот период предизвика страв кај голем дел од македонското население. Тоа е стравот од можна федерализација, особено по објавувањето на информации од анализата на Питер Фейт за воведување на албанскиот јазик како втор службен јазик, правење на одредени измени општествени кои што се, да кажеме, на еден начин водат кон федерализација, особено имајќи во предвид изјавите кои доаѓаа од опозицијските политичари во изминатиот период. Колку е ова реална закана? Па, граѓаните на Република Македонија си ја сакаат оваа држава. И оваа држава е доволно отворена за сите, во неја има место за сите и оваа држава треба да се живее заедно. Македонија треба да биде трајна творба, Македонија треба да ја задржи и консолидира својата државност, Македонија треба постојано да ја потврдува својата државност. Од друга страна, можам да ви кажам дека она што ги имам чувство е дека СДСМ или дел од раководството на СДСМ игра најнечесната игра во изминативе 25 години. Значи, имавме кај нив една ситуација кај што 91 година некако така една нечесна игра кај што не се многу сакаше независноста, 92 година со некои преговори, 93 година имаше една нечесна игра во делот на тоа каде што се велеше дека името Фироме за 2 месеци, тоа беше една исто така нечесна игра зад јавноста, 95 година промена на знаме, 2001 година една ситуација каде што имавме некои потези на СДСМ кои што историјата ги и ќе ги стави во еден повидлив контекст. 2004 година со територијалната поделба, но оние обврски кои што СДСМ ги презема во моментов или раководството, дел од раководството на СДСМ
мислам дека таква работа овие 25 години немало, а мислам и дека граѓаните на Република Македонија тоа го чувствуваат. Значи, да имаме една ситуација каде што пред владата на Македонија ќе бидат каменувани, повредени 40 полицајци. 40 полицајци. 2 дена после тоа, истите тие полицајци крварат во Кумано, 8 загинуваат од нив, 40 се ранети со куршуми, со катетери, со гелери во нив, со шрапнели, со се, а вечерта да имаме тука протест од перјаниците на опозицијата, нивни поранешни председателски кандидати на СДСМ и така натаму, тоа многу кажува за нивниот вкупен однос кон она што се нарекува македонски национални интереси, државни интереси и однос кон она што се нарекува македонска државност. Но уште еднаш ке речам, значи народот многу убаво чувствува и антиципира кој отприлика каде се движи, кој што мисли и кој на што е подготвен да и приреди на Република Македонија. Така што со своето гласање, масовно гласање на 24 април, народот ќе треба да гласа за економски континуитет, отворање нови работни места и целиот тој корпус на економски прашања, но исто така народот ќе прати силна порака за поддршка и консолидирање на македонската државност. Господине Ѓурчев, ви благодарам што бевте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам и на вас, поздрав до вас и до сите оние кои што нас слушаа. Почитувани слушатели, останете со програмата на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славе Царсова, го слушавте политичкиот магазин Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно и пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.